како што веќе најавив, топ тема на ваша страна, повод е оставките на антикорупционерите. 5 од 7 членови на антикорупцијската комисија, заедно со председателот, поднесоа оставки до крајот на денот. Немаше известување за останатите двајца кои што ги нема дадено оставките до собранието. Очекуваме утре нови информации во однос на ова. Реков дека професорката Ана Данева, која е шеф на делегацијата на Греко, Миша Поповиќ од Институт за демократија и новинарката Ана Антевска, сакам да кажам, се гости вечерва во топ тема на ваша страна. Ана, предизвикавте промена на членовите на антикорупцијската комисија со текстот објавен, односно вашето откритие, што содржи внатрешната контрола спроведена во антикорупцијската комисија, еден извештај на УЈП, кој што подосна веле антикорупционерите дека бил интерен. Дали и како стигнавте до оваа информација, дали беше тоа свиркач, анонимно лице, допис, секако не велам да го откриете изворот, меѓутоа како ја откривте оваа сторија? Извештајот, внатрешниот извештај што беше спроведен во Државната изборна комисија го добивме од свиркач. И 2 месеца откако беше бил направен извештај, тој не беше нигде објавен или со образложение дека станува збор за внатрешен интерен документ. А во случајов редакцијата на сакам да кажам дојде до целосниот извештај преку свиркач. Дали целосниот извештај го објавивте или не? Бидејќи во текстот не можев да го препознам како документ. Не е објавен документот од извештајот, меѓутоа сите забелешки и препораки кои што се дадени во извештајот се наведени во текстовите кои што ги објавивме на сакам да кажам. Кога ги прашавте антикорупционерите за коментар, што ви одговорија? Испративме официјално прашање до антикорупцијската комисија во кој што ги наведовме сите теми кои што беа зачнати во текстовите објавени во сакам да кажам, меѓутоа и 2 дена после тоа не добивме никаков одговор од антикорупцијската комисија, ниту пак членовите нешто даваа некаква изјава за тоа, само што председателот нели првен изјави дека станува збор за дека не планира да даде оставка, туку дека станува збор за спектакуларни наслови. При тоа не ги демантираше ниту еден од наводите кои што беа објавени во текстовите, односно што беа приложени од извештајот на УЈП. Што содржаше тој извештај за потсетување, што се содржаше, што се објавивте? Извештајот содржаше дека членовите на антикорупцијската комисија земале патни трошкови, при тоа приложувајќи лажни, односно не целосни, односно патни налози, приложувале двојни сметки, патни сметки за патување во странство, односно во исто време дека биле на 3 различни места на службен пат во странство, на седница на комисија на антикорупцијска и на пат за аеродром. Извештајот покажа и дека член на комисијата добивал пари за кирија, за стан кој што бил изнемен за 100 евра, он добивал пари 350 евра. И тие се забелешките кои што е меѓу кои што е во извештајот. Секако дека јавниот интерес е тоа што е поголемо отколку нивното барање да биде тоа интерен извештај, но еве и покрај тоа што кажа председателот на антикорупцијска дека не направиле тој не направил никакво кривично дело и дека не чувствуваше на почетокот одговорно за да даде оставка, сепак не само тој, еве рековме 5 члена дадоа оставка. Ако извештајот пак веќе бил подготвен пред 2 месеци, малце мене ми беше чуден фактот што токму сега излезе во јавноста, и добро е што излезе, немам тука никакви дилеми условно речено, а од друга страна председателот на антикорупцијска комисија, кој што беше повикан исто во ова студио за интервју, меѓутоа го откажа, требаше да биде реизбран во рок од 1 месец, му завршува мандатот. И ова ми се дилеми кои што ми се наметнаа после тоа. За какви дилеми по-конкретно мислите? Всушност, излегувањето на овој извештај во сакам да кажам, покажува неправилности во работата на државната, тој сугерира неправилности во работата на Државната комисија за спречување на корупција, што всушност делува негативно на јавниот имидж на институцијата, а овој тип на институции и tekako зависат од јавната поддршка. И од тука прилично, да кажам, голем удар на некој начин за Државната комисија, фактот дека во нивната канцеларија се случувале вакви неправилности. Тие што треба да се борат против корупција, имаат разни судири на интереси. Ние сме сведоци дека антикорупцијската комисија нема добар имидж низ годините, не е прв пат да
се соочат со критики. Дури правевме своевремено тест кој им ги покажавме ликовите на граѓаните, апсолутно не знаеа кои се тие личности. Тоа не зборувам само за овој состав на антикорупцијската комисија, туку и за претходниот. Што доведе до една ваква ситуација да едно тело формирано во 2002 година стигна до едно вакво дередже, што би се рекло да нема добар имидж. А ова беше уште една потврда на тоа дека антикорупционерите не си ја водат баш добра работата. Несумнено мислам дека причина за тоа да се добие ваков имидж во јавноста, не само на овој состав во правосте, туку на, ако не се лажам, тоа е моја лична перцепција од времето кога со ДКСК почна да предводи госпоѓата Мирјана Димовска, од тогаш наваму тоа станува една перцепција општа меѓу граѓаните на државата, причина за тоа е сериозната политизираност и партизација на членовите кои ја сочинуваат и во голема мера во разни вид состави на најголем дел од нив непрофесионалноста и нестручноста. Точно дека се тие анонимуси, не само за пошироката јавност, туку и за стручната јавност, а од друга страна, кога зборувам за непрофесионалност или некомпетентност или нестручност, говорат и нивните CV-а кои во дадени моменти беа обелоденувани од страна на медиумите кои тогаш можеа да допрат до граѓаните. Да речеме, наспроти сите законски одредби, колку и да е законската одредба за условите кој се може да биде антикорупционер прилично широка. Прилично широка ако се земе на последното дека во антикорупција се занимавале. Ние сме имале случаи каде што предводеше антикорупцијска комисија господја која беше туристички водичина, или има факултет за туризам завршено, која апсолутно не соодветствува на ниедна законска норма. Така што ако на такви луѓе им ја даваме оваа сериозна, стручна, професионална работа, не можеме да очекуваме дека тие ќе се наметнат во јавноста и ќе се наметнат кај граѓаните како сериозни фактори или чинители во спречувањето на корупцијата. Тоа е само една од повеќето причини, но генерално тоа е политизација и партизација. Таа господја со туризам не би била председател на ДКСК доколку не би била избрана од владеачкото мнозинство. Дали количка во нашава работа по правило би требало да ни бидат соработници антикорупционерите, луѓе на кои што можеме да сметаме кога има одредени случаи или тие, јас се сеќам своевремено пред многу години дури и ни ги даваа случаите кои што одеа и до јавното обвинителство. Како е вашето искуство и дали сте обработиле предмет кој што е отворен од антикорупцијската комисија? Па ја не се сеќавам дека во последниве години антикорупцијската комисија излегла со некаков, не знам, јавен предмет или што го обработила. Последно што се сеќавам е дека изјавата дека треба да се влизат управа за јавни приходи и јавното обвинителство во 21 невладина организација да се приспита нивната работа, или што се изјасни дека не треба да се разрешува јавниот обвинител Марко Зврлевски. За други случаи не се сеќавам, или можеби немаат никакви да, или кога не ни ги дава имотните листови на Груевски. Или кога не ги дава, кога тогашниот председател рече, не знам зашто ми го поставуваат ова прашање, да го затвориме оваа тема за веки векова. Да, во принцип државната комисија веќе години всушност зашто се работи? Се работи дека две институции се клучни во борбата за против корупција во Македонија, тоа е јавното обвинителство, кое што има задача да ја открие веќе настанатата корупција и да ги донесе пред суд оние што тоа го направиле, и државната комисија која што треба да превенира, тоа е главна задача, значи да спречи да се појави корупција. И тоа е еден систем кој што би требало да функционира заеднички. Истовремено државната комисија за спречување на корупција има можности да отпочне постапки кои што ги испраќа на јавното обвинителство. И веќе некое време државната комисија за спречување на корупција се жали на несоработка со јавното обвинителство, особено јавното обвинителство за организирани криминал и корупција, на него најмногу мислам. И меѓутоа ова трае, имаме податоци дека трае уште од 2005 година. Значи со односот помеѓу јавниот обвинител и државната комисија за спречување корупција имаат некаков чуден однос. Меѓутоа проблемот тука е што практично веќе подолго време комесарите на корупцијата, на антикорупцијска, не излегуваа во јавност со проблемите со кои што се соочуваа. Значи, тие не го префрлаа притисокот кон јавното обвинителство за организиран криминал и корупција или јавното обвинителство,
воопшто, туку едноставно тие постапки што тие ги препраќаа до јавното обвинителство, ако ништо не се случи. Да, меѓутоа своевремено се сеќавам како новинар дека тие кажуваа колку представки се дадени до јавното обвинителство, тоа беше до 2005 година, а колку јавното обвинителство им отфрлило. Дури сме работеле случаи на злоупотреби, на пример патот кон Китка, колку пари се одлеани и дадено е во јавното обвинителство, никогаш јавното обвинителство не покренало случај, ова е само еден маргинален пример. Секоја институција која што ќе се соочи со проблем од друга институција, има два сојузника главни. Еден се медиумите, а друг се граѓанските организации. Државната комисија веќе подолго време не го користеше овој инструмент, да кажам, не е заради тоа што токму заради тоа што всушност и тие немаа некоја особена желба да се справат со корупцијата во Македонија, која што всушност има неверојатно големи размери. Каква била желба? Да се надоврзам на господинот Попович, ако јас го слушав господинот Антуровски последно интервју имаше пред некој ден, каде што исто алиби во нивното неработење или не препознавање на нивната работа во јавноста и немање на ефект од таа работа беше несоработката со обвинителството, односно дека обвинителството не излегува во пресрет на нивните иницијативи. Но сега бидејќи бев и поканата во емисија токму како представник на Греко на нашата држава, во моментов се одвива петтиот круг на одговори на прашалникот од петтиот круг и ќе имаме евалуционен извештај за четвртиот круг кој што се однесува на пратеници, четвртиот круг пратеници и суди, корупција во редовите на пратеници и судите за сите држави членки на Греко, петтиот е за највисоките носители на извршна власт. На прашалникот колку ДКСК имала иницијативи во последните 5 години за највисокиот ешалон на политички функционери? Одговорот е нула. Нула. Што ќе рече во оваа ситуација? Јас верувам дека имало и од обвинителството за организиран криминал, исто така некоја заштитничка имала улога можеби кон власта. Меѓутоа, кон највисоките политички функционери, зборувам за пратеници, министри и највисоки втор ешалон на носители на извршна власт, иницијатива во последните 5 години за корупција од страна на ДКСК имаме нула. И мене ми е прилично непријатно и срам дека тоа треба да го прикажам утре и да го презентирам пред Греко. Во реде тоа, извини, во реде тоа дека комисијата и тоа и граѓанските организации постојано го велат. Не е нешто ново ние да кажеме дека државната комисија не си ја работела својата работа. Идејата е само дека во оној момент кога ќе почнете да работите или ако почнете да работите, имате два сојузника кои што ДКСК не ги користел. Токму тоа го велам. Тие навистина да работат и да имале иницијативи, а обвинителството да било нивната кочница во работата, ќе излегле во медиумите, барем толку колку што можеле. Пресконференции ќе одржа и ќе каже обвинителството ние одби нашата иницијатива за тој функционер, ќе ве повикаа вас, експертите, невладините. Тоа не се случувало, што говори дека они немале иницијативи. Антикорупцијската комисија како да открие корупција кога они кај сами себе не препознавале и си дозволиле да прават мармалзарци фактички во работата, односно да носат патни трошкови што се со неосновани сметки, да приложуваат сметки два пати, мислам, можеби не ги препознавале корупциите пошто они сами правеле такво нешто, можеби тоа не било за нив корупција. Тоа не е единствен пример. Билјана Николовска низ годините од 2002 до денеска се обиде да направи една ретроспектива кога била добра антикорупцијската комисија и јас се сеќам на случајот Бачило што се го презентирале пред меѓународни институции и слично, заедно со МВР антикорупцијска ние новинарите и слично обвинителство, кој што заврши како што заврши успешно, па се до денеска кога велите вие нула имаме кога станува збор за големи случаи, да ги видиме забелешките не само на овој состав на антикорупцијската комисија, туку многу порано. Македонија е рангирана на 107-то место, а од претходната година падна за 17 места по индексот на корупција. Корупцијата е длабоко навлезана насекаде, но годинава за прв пат се откри дека ја има и меѓу антикорупционерите, кои се фатени во корупција. Ова е можеби еден од најспецифичните скандали кои тресат антикорупцијската комисија, формирана токму за да спречува и открива корупција. Создадена е во 2002 година, првиот состав секогаш сакаше да се прикаже како оној кој се соочи со огромни корупцијски скандали, наследени од приватизацијата, па најде на голем отпор
ги отвори случаите за продажбата на Окта, приватизацијата на Фершпет, Порцеланка, продажбата на Македонски Телеком, ЗИК Куманово и Славија. Но епилог за дел немаше, ниту во рамки на самата комисија. Случаите останаа во фиока. Дел пак не наидоа на разрешница во обвинителството. Уште на стартот, првата председателка Сладјана Тасева влезе во војна со тогашниот државен обвинител Александар Прчевски. Ние бевме првите кои што изреагиравме, затоа што сметавме дека обвинителството треба да отвори постапка и треба да не информира за тоа што преземало. Бачило еден од поголемите случаи кои го започна антикорупцијската, а кои доживеа судска разврска. Комисијата откри дека Министерството за одбрана му исплатило на овчарот и снифарис Джемаили одштета. Обвинителството покрена процес кој заврши со затворски казни. Случајот за Бачило го водеше тогашниот антикорупционер Михајло Маневски, кога министер за одбрана беше Владо Бучковски. Но Маневски замижа подоцна пред аферата за 4 станови на новоизбраниот премиер Никола Груевски. Тој таму случај не виде, но по ова, од антикорупционер седна во министерската фотелја. За правда. Се чувствувате ли вие наградени со министер за правда? Јас не сум награден секако заради тие случаеви кои што се споменуваат. Јас сум награден заради целокупната, ако свеќе се збори за награда, а мислам дека не е награда, него се работи за верификување на определени вредности. За разлика од Бачило, Пелинце е неуспешен случај на антикорупцијската во тоа време. Отворила предмет за незаконски тендер за изградба на нов меморијален центар, но потоа заклучува дека нема повреда на закон. Случајот со изборот на новинарката Мирјана Димовска за прв човек на антикорупцијската, исто така со денови ја тресеше комисијата. Оспоруван беше поради тоа што се случи кога таа беше на повеќе функции, но таа се бранеше дека тоа не е точно. Критиките дека комисијата само е декор беа гласни, а таа како што дојде така и замина од председателската функција, со скандал, бидејќи не сакаше да ја напушти. Во времето на низиниот наследник Илми Селами не беше мирно. Најголема прашина се крена кога побара разрешување на директорот на тогашната управа за спречување перење пари и функционер од редовите на ВМРО ДПМН Ване Цветанов, кој подоцна обвини за пресметка нарачана токму од структури во власта, од чиј дел беше и самиот. Селами во 2015-тата беше именуван за заменик министер за одбрана. Следниот председател Воислав Зафировски на функцијата дојде од помошник министер за внатрешни работи, но остана запаметен по една пресконференција. Се сомневаше во финансирањето на политичките партии. На тогашната владеачка ВМРО ДПМН избегна дури да ја го каже името. По ова, иницијатива за кривично гонење покрена за СДСМ за нерегуларности и незаконитости при поднесувањето на финансискиот извештај. Таа беше единствената постапка. Ако овие председатели останаа запаметени по скандали, имаше и такви кои никој не ги знаеше. Пасивни беа и тие, пасивна беше и антикорупцијската во нивно време. Последниот состав оној кој деновиве поднесува оставки сепак не е во редовите на невпечатливите. Најголемо внимание предизвика кога ги сокри анкетните листови на функционерите во заминување. Првен ги криеше од медиумите како државна тајна. Потоа пак председателот излезе на пресконференција и замоли да престанеме да се интересираме за тоа каков е имотот на поранешниот премиер Никола Груевски, началник на УБК Сашо Мијалков и министри Гордана Јанкуловски и Милејана Киевски. Најлюбезно ве замолувам. Ова прашање да го затвориме сега за веки и векова. Амин. Последен во низата Игор Тантуровски, кој вчера ја поднесе својата оставка на месец пред истекувањето на неговиот председателски мандат. Ден по објавувањето на аферата за злоупотребата на парите за патни трошоци и кирии, убедуваше дека оставка нема да си даде. Тоа што пишуваш, дека врз основа на непостоечки документи, невалидни документи, значи апсолутно не кореспондира со вистината. Неколку денови подоцна се премисли. Напиша дека од здравствени причини заминува од функцијата. Сепак позадината ја виде во оркестрирана хајка на обвинителството и власта, поради последните случаи со кои се зафат институцијата. Не ги наброја, но ако се погледна во последните папки на ДКСК, се најдоа финансиското работење на невладините, можниот судир на интереси кај секретарот на владата, но и сомнежите за непотизам во случаите со Советот на јавни обвинители. Сепак овој состав ќе остане запаметен и дека пред очи му се случуваше проектот Скопје 2014 и скандалот со прислушкуваните разговори, случаи за кои замижа. Сега опозицијата бара новиот состав, таа да го предложи, собранието да го бира со двотретинско мнозинство.
Еве, видовме и дека дел од претседателите биле наградувани. Некој станал министер, некој станал заменик министер, некој до денеска е директор избран од сегашната влада и слично, и многу скандали ја тресе антикорупцијската комисија. Меѓутоа, ќе се фатам за последната изјава на Тантуровски, кој вели дека ова е некој вид на спрега помеѓу јавното обвинителство и власта за нивна смена. Ако земам во предвид дека денеска објавена службената белешка од членот Жаклина Димчевска, која исто така се поднесе оставка, која вели еден од случаите која било во нејзине раце е оној на Советот на јавни обвинители, каде што се испитуваше дали претседателот Коле Штериов има непотизам при учествувањето во гласањето, иако тој не гласал за избор на неговата внука Марија Ѓорѓева за обвинител. Таа вели во својот извештај, режијата ќе ја повикам да го повика, да го покаже и документот. Та вика, лицето Коле Штериов е во роднинска врска од втор степен со избраниот кандидат Марија Ѓорѓева, за која видно од известувањето е дека му е внука од сестра на неговата сопруга и за кој избран кандидат како блиско лице гласал воздржан, односно не побарал иземање согласно на тоа што возможил изборот на неговата внука која ставил во привилегирана служба. Од друга страна, факт е дека оваа антикорупцијска комисија е наследена од претходната власт и дека водела и случаи за актуелни функционери, водела и случаи за директори, например, од клиники, каде што исто се испитува непотизам. Сметате ли дека смената на антикорупцијска комисија не е случајна и дека сепак можеби оваа власт или ова мнозинство во собранието сака да има своји членови во антикорупцијската комисија? Секоја влада тоа и го правеше. Вака, ова што е со судирот на интереси во Советот за јавни обвинители не е единствениот случај, заради тоа што чекаме што нашле и за вториот случај во Советот за јавни обвинители, односно непродолжувањето на позицијата на една обвинителка во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Несомнено е дека кога ќе почнете да копате по корупција, ќе се соочите со некаков притисок. Дали ова е притисок или дали овој скандал сега е резултат на притисок или не е важно. Зошто? Заради тоа што ако не е сега, ќе има утре некаков обид за подкопување на институцијата или задутре. Тоа што е важно е дека вас ви треба институција каде што луѓето ќе излезат на улица ако некој ја нападне институцијата. Имавме во Македонија случај кога луѓе излегоа на улица за да бранат специјалното јавно обвинителство. Имате случаи во Романија, имате случаи во Молдавија кога нападот токму по овие институции, комисиите за спречување на корупција, предизвикале масовни протести на улица. И токму заради тоа е важно луѓето кои што се на тие позиции да имаат не само интегритет во борбата против корупција, туку и кредибилитет пред граѓаните. Според нашиот закон се бираат комесарите во собрание, меѓутоа некако, на некој начин, тие треба да уживаат доверба и кај граѓаните, значи на некој начин и граѓаните да ги изберат. До сега тоа не се случило. Граѓаните, вие наведовте пример со туристички работник или слично, не ни знаат кој ќе биде. Токму заради тоа велам, значи за оваа институција потребни се луѓе кои што уживаат доверба кај оние што можат да им пружат поддршка во оној момент кога ќе бидат нападнати од некоја власт. Затоа ве прашав и во претходното прашање, ако се станува збор за реизбор на претседателот за еден месец и ако останеше овој состав, ќе беше реизбран од постоечкиот состав. Со ова, ако се промени целиот состав, автоматски и претседателот се менува. Значи дека ќе се наметне нов состав повторно изгласан од собранието. Ако претходно го гласале ВМРО и ДУИ, сега ДУИ и СДСМ ќе го гласат. Загрижува тоа што во неодамнешна изјава на портпаролот на владата на Република Македонија е кажано дека се разговара со опозицијата за номинации во комисијата. Тоа мислам дека и денеска беше повторено. Еве да ја видиме изјавата на Радмила Шекеринска која што дава една ваква изјава во времето на предизборната кампања, па еве режија да се потсетиме на изјавата што своевремено ја даде Шекеринска пред изборите. Председателот на Државната комисија за спречување на корупција. Да, тоа е тој човек што никој веќе во Македонија не го знае, бидејќи комисијата практично и да не постои, ќе биде
на предлог на најголемата опозицијска партија. Зошто? Заради контрола и отчетност. Па нека мислат и министри, и директори да знаат дека нема заштита од страна на антикорупцијската комисија. Верувате ли во тоа дека јас сега имам дилеми дали ова ќе се случи или не? Меѓутоа, ова го отвара прашањето за моделите на избор на членовите на антикорупцијската комисија. Повторно е договор помеѓу две политички партии. Видете, 2015 и 16 година Европската комисија има вложено огромни пари за проект ИПА проект кој се одвиваше во рамките на со експерти странци, во рамките на ДКСК, на антикорупцијска комисија, каде што недвојбено е констатирано во извештаите дека моделот мора да се смени. Прво, ние имаме два закона, малку граѓани знаат, јавноста знае дека со два закона се регулира оваа материја, закон за судирни интереси, закон за спречување на корупција. Во државите во светот еден закон единствен постои и моето лично сега размислување воопшто околу моделот е дека ние немаме потреба од колегијален орган, како што е комисијата во овој момент, туку дека треба да го следиме примерот на поголемиот број држави, каде што тој орган е инокосен, односно постои, да речеме, тоа би требало да биде по мене агенција со директор како инокосен орган, тој е одговорен, точно лоцираме одговорноста и тој, да не се лажеме, е политички избран функционер, затоа што и собранието да го бира, собранието највисок политички орган го избираат политичарите. Би било одлично кога би имале таква фигура која што би можела да ја изберат и својот глас за него или неа би го дале со акламација и мнозинството и опозицијата. Ако се најде таков професионалец и ако навистина владеачката структура би сакала или оно што го избира да биде тој човек професионалец. А целиот товар на стручното работење ќе падне на стручните служби, кои сметам дека се одлични во рамките на ДКСК во овој момент, па и во минатото, и за тоа говорат и извештаите на Европската комисија за прогрес, особено 2015 и 16 кои што за 2015 кои имаат остри критики кон членовите на Државната комисија за спречување корупција за непостоење на политичка волја нивна да се справат со корупцијата, но при тоа за секретаријатот, за стручната служба немаат никакви забелешки. Околу прашањето треба ли опозиција или власт да го именува, да го избира како сакате тој еден или целиот тој колектив како комисија. Се додека ние имаме закон во кој што е предвидено јавен оглас да се отвори и на тој јавен оглас да конкурираат луѓе кои што ги исполнуваат условите, по мене тие услови треба да бидат многу поригорозни во поглед на искуство, знаење и така натаму, не може да очекуваме опозиција или власт да ги предлага. Разбирате, тоа е оглас на кој што се јавуваат професионалци луѓе. Во Словенија е така. Комесарот во Словенија, како и неговите двајца заменици, ги испитува комисија од председателот на државата составена од опозиција, од власт, од разни други органи и тој одговара како на интервју, не еден, туку сите што се кандидирале, апликантите, и се избира најдобриот. Тоа е едниот модел. Другиот модел, ако сакаме да имаме политички именувани функционери, класични споил систем, доаѓа една власт ги именува, што е и легален и легитимен во некои држави, но е различен од овој претходниот. Во таква ситуација можеме да предложиме и двотретинско мнозинство и опозиција да предлага, но тогаш ќе знаеме ова се политички луѓе, именувани од власта. Тогаш ја не знам какво би било очекувањето на медиумите и јавноста дека нешто ќе сработат против актуелната власт или обратно. А тогаш бидело еве опозицијата предлага, па тие ќе бидат, меѓутоа и тој што ќе биде предложен од опозицијата ќе се знае дека е политички определен или е близок до опозицијата. За разлика од овој првиот модел за кој што зборувам, ако имате јавен оглас на кој што конкурираат професионалци, се јавил човек од невладин сектор кој што има години искуство и сето тоа што е потребно у закон, се јави професор, се јави поранешен судија, долгогодишен адвокат, не знам, различни структури на луѓе, можат тие идеолошки треба и нормално да бидат блиски до една до друга политичка гарнитура, не може не се аморфна маса, луѓето интелектуалците да немаат идеологија, но при тоа не се подбутнати од ниедна партија, туку имаме општ консензус дека се работи за професионалци, стручни лица и го даваме гласот за нив. Ана, верувате ли дека такво нешто може да се случи од перцепција на медиум? Јас до сега не сум видела и не можеме да препознаеме да биде избран некој експерт, а да не е политички врзан за едната или за другата. Со јавниот, значи, ако го направиме, извинете, паралела со Државната изборна комисија, каде што исто така беше наложено да се избираат професионалци и слично, повторно немаше препознатливост. Да не се залажуваме, затоа што кај нас нема експерти. Во блупринтот кој што е или некоја мапа на тоа што треба да се направи за да се вратат демократските стандарди во Македонија, точно зборуваме за изборот на Државната комисија за спречување на корупција. Таму велиме дека
под предпоставка дека не се менува законот, затоа што тој е така напишан е со постоечките закони што може да се направи. Бараме всушност јавно испрашување во собранието на Република Македонија на сите кандидати кои што ќе испратат своја кандидатура, и јавно испрашување не само од пратениците, туку и од граѓанските организации кои што работат во борбата против корупција, затоа што ние имаме исто така должност пред граѓаните и нашите поддржувачи да кажеме што ние мислиме за тие кандидати, а треба тоа да го кажеме врз основа на нашите прашања кои што ние би им ги упатиле при изборот. И со јавниот оглас каде што комисијата за именување во собранието не може да има толку одврзани раце, мислам дека можно е да се случи да се пријават луѓе кои што и tekako добро би ја завршиле својата работа. Токму комисијата во минатото има направено, комисијата во собранието има направено да луѓе кои што се стручни бидат исфрлени од тоа е случајот со Слаѓана Тасева во подоснежна фаза на постоењето на комисијата, кога едноставно не е воопшто земена предвид како кандидат. И тоа е генерален проблем, извини ми, не е само за ДКСК, сите овие органи што собранието ги бира. Да речеме, Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер. Знаете кој е председател на комисијата? Господинот Сламков, поранешен председател на Државната комисија за спречување. Само ги префрлуваат. Ама истото парламентарно мнозинство ги бира. И ова што го зборував јас и сега Миша го зборува како дел од нивното истражување, ако добро ве разбрав, за постојниот закон. Едно е да имате оглас, но на тој оглас нека биде и собраниска комисија, на дополната со надворешни експерти. Ке се видат луѓето и ке се интервју се спроведува. Меѓутоа тоа да биде јавно и како да се вработува човек во фирма. А во овој момент само врз основа на CV и гласање во комисија се прави, они не ги виделе луѓето, кандидатите. Инаку и само уште нешто, ние во платформата на граѓански организации за борба против корупција веќе некое време зборуваме за измената на законот и за некои модели. Најмногу имаме зборувано за критериумите, односно искуството пред се, а не типот на образование. Имаме зборувано за намалување на бројот на комесари. Имаме некаква согласност дека треба можеби помал број на комесари. Меѓутоа, ова е некоја моја дилема, ја не сум сигурен дека во Македонија сме спремни за орган кој што ќе биде раководен само од еден човек, заради тоа што тоа се вика на англиски single point of failure, значи доволно ви е еден човек да го превземете, да го заробите и всушност ја имате целата. Но е затоа од друга страна многу лесно да се лоцира одговорноста кај него и да биде сменет. Меѓутоа има директори на многу вакви тела кои што за жал и доаѓаме и доаѓаме до всушност едно што е непрецизирано во законот, а тоа е можноста за разрешување. Кои се можностите се ако биде кривично гонет, односно 6 до месеци до тоа и сакам да го видиме. Ако умрат или ако бидат осудени со кривична присуда или ако поднесат оставка, овие модели кои што ги разговарате, Манасиев ги сублимираше во едно. Низ годините, да кажем дека се зголеми бројот на секретаријатот до 2016 година, сега број 27 лица, се зголемија платите на антикорупционерите, се зголемуваше составот, се зголемуваше буџетот, меѓутоа не се зголемија предметите што тие ги работеа, па еве една анализа и на тоа што работеше МЦМС заедно со платформата за борба против корупција и кои се забелешките во тие документи. Со буџет од над половина милион евра, комисија составена од 7 членови со мандатот по 4 години и право на реизбор, како и плата од 1200 евра месечно. Во вакви услови работеа македонските антикорупционери во последниве години, но сепак не се прославија како ловци на корумпирани функционери. Крупните риби останаа надвор од радарот на Државната комисија за спречување на корупција, а оние ситните пак беа откривани само за да се набилда статистиката на оваа институција. Од формирањето во 2002 досега преку законски измени, поплочен беше патот за создавање на ефикасно тело за борба против корупцијата. За 3 пати се зголемуваше буџетот на оваа институција, се формираше тело за административни работи, односно секретаријат, кој во 2016 број 27 лица, но и покрај ова изостануваа резултатите. Ефикасноста треба да се мери по тоа колку пари оваа институција вратила во државниот буџет со посечување на случаи на корупција. Ако во 2007 сумата е 1 милион евра вратени незаконски стекнати пари, во наредните години сумата се движи од само неколку илјади евра до стотина илјади. Досега 3 пати е менувана и должината на мандатот на членовите и можноста за реизбор.
На почетокот, антикорупционерите бере избирани за период од 4 години без право на реизбор. Потоа мандатот им се зголеми на 5 години, а во моментов е 4 години со право на повторен избор. Председателот се бира од редовите на членовите со мандат од 1 година. Од ноември 2010-та председателот добива право на повторен реизбор. До 2004-та членовите земаа по 2 просечни плати, а од 2010-та платата им е зголемена и коефициентот за пресметка е од 3 до 3,3 пати поголема плата од просечната. За својата работа членовите на Државната комисија одговараат пред собранието. Антикорупционерите може да бидат разрешени ако самите тоа го побараат, ако бидат осудени над 6 месеци затвор и во случај на деловна неспособност. Но каква антикорупцијски е потребна на Македонија? Со еден збор ефикасна. Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на проектот Следење на работата на Државната комисија за спречување на корупција, заедно со представници на граѓански организации од платформата за борба против корупција, креираа своевиден модел на тоа како треба да изгледа идната антикорупцијска комисија на Македонија. Се предлага намалување на бројот на членови од 3 до 5 члена. Со помал број на членови би се обезбедила поголема моќ и одговорност. Како репер е земен словенечкиот модел, каде Државната комисија е составена од председател и двајца заменици. За мандатот се предлага да остане ист или да се зголеми на 5 години. Мандатот на председателот треба да се зголеми и да биде најмалку колку и на членовите, а може да биде и 1 година подолг. Се предлага избор на председателот и членовите на Државната комисија да се врши преку јавен оглас, како изголемување на отчетноста на кандидатите, со обврска сите да поднесат пополнет анкетен лист и изјава за судир на интереси. Со модел како словенечкиот, Македонија би била на пат да добие помало, но потенцијално постручно тело, кој ќе може да ја врши основната функција, детектирање и пријавување на можна корупција, а не тело кое ќе лови се, само некорумпирани функционери. Ете, ги видовме платите на антикорупционерите кои се 78.705 денари за председателот или 70.550 денари. Дека може да биде разрешен ако сам побара, ако има кривично дело, ако трајно ја загуби способноста. Моделите се да се намали бројот нивни од 3 до 5 членови, мандат од 5 години да има, председателот исто така да има некој ограничен мандат. Меѓутоа прашањето е сега кој модел и најмногу се заговара овој на јавен оглас. Меѓутоа, Ана, она што ние го работиме и што сме го заклучиле до сега, дури и рековме кандидатите кои се најавни огласи се случува да бидат и подоцна подкупени од власта и слично. Сметате ли и како мислите вие дека ќе се надмине ова што вие го најдовте со извештајот и самите антикорупционери кога не се борат во своите редови против корупцијата, како да се борат против другите и очигледно довербата во јавноста е сосема уништена и напуштена? Па сметам дека токму ваквите дебати во јавноста може да доведат до посериозна работа и на антикорупцијската комисија и на останатите институции во власта што се занимаваат со овие работи. Може би ова што сега некој свиркач ни го даде нас документот ќе поттикне за понатака да партии државни внатрешни ревизии што се прават документите, мислам не знам зошто не би биле тајни кога станува збор за нивната работа и за трошење на пари кои што се наши пари на граѓаните од буџетски пари. Ако ревизорските извештаи се објавуваат на веб страната или јавно се објавуваат, тоа самите они нема да може да ги прават овие постапки што ги правеле до сега. Тие го даваат извештајот до собранието и го гледаме јавно само тој финансиски извештај за работата на Државната изборна комисија без да ги има овие работи што вие ги овие ревизорски извештаи. Да, нема потреба зашто тие да се кријат. Само тоа објавувањето јавно на ревизорските извештаи ќе ја зголеми и транспарентноста и довербата во самата институција. Она што повторно ја прави дилемата е што откако ќе ги дадат оставките, ве дадоа 5, може утре уште 20. Што со предметите? Што со овој предмети службената белешка од Жаклина Димчевска, која утврдила дека постои роднинска врска и други предмети кои се таму. Како би продолжила работата, например, ако направиме паралела со Државната изборна комисија, таму се уште нема избрано членови, меѓутоа токму тоа не сме да се дозволи да се направи таков вакуум како што ни се случи со ДИК, со Државната изборна комисија. Што се однесува до ова мислење или службена белешка на господјата која споменавте, прво да расчистиме правно гледано и согласно законот како работи ДКСК и деловникот за работа на ДКСК. Тоа е колегијален орган, токму во тоа затоа и беше мојата негативна критика. Они не можат да носат одлуки, најчесто носат службени белешки или известувања, тоа се нивните акти што ги носат, не можат да носат одлуки ако нема седница
Доколку нема седница на која што има мнозинство и гласаат, нема важечка одлука. Значи оваа службена белешка може да нема важечка одлука и ништо нема да значи. Значи мене не ми е јасно, стварно не знам дали жената знаела право, меѓутоа толку време во државната комисија морала да знае дека предметот е доделен на неа, тоа е точно, она реферира, треба да има седница, на седницата реферира, по повод нејзиното известување се гласа, па се носи одлуката. Ева, пишува, ваквите насоги и предлог за решавање на овој предмет се дадени кај советникот прилог во предметот, а заради негово реферирање на седница пред комисијата. Значи е доставена до седница на комисијата, наше да видиме дали таа седница е одржана и усвоена. Ниту пак има конкретен заклучок или известување. Кога би имало, тогаш би имало некаква правна важност. Инаку што се однесува до тоа како ќе работи во тој одреден временски период кога нема да имаме. Значи они во моментот се уште членови, бидејќи не им се изгласани, не им се констатирани оставките. Собранието треба да ги констатира. Служба има која одлично работи, тука се согласуваме сите, секретаријатот си работи работата. Меѓутоа ова не може да стават на седница и да биде правно валидно, што од друга страна ги штити функционериве за кои што е направена белешката. За да не биде тоа предолго, таков период, потребно е помена да смогне сили собранието, истиот момент кога ќе се констатираат оставките на членовите, да се распише и јавниот оглас во исто време за избор на нови членови. Тука треба да бидеме честни, треба да биде и власта реално честна и да им соопшти на јавноста и на сите заинтересирани кандидати, дека ако сака да го менува моделот на организациона поставеност на антикорупцијска, тогаш тоа би значило дали тоа ќе биде идејата инокосен орган, тоа што јас го предлагам. Дали ова што Миша Поповиќ го предлага и вели треба да се намали бројот, ако добро ве разбрав, да бидат на тројца. Седно. Само велам дека треба да има дебат. Седно за кој модел, дебатите се неопходни, меѓутоа едно е носење на политичка одлука за модел, тоа е на терет на политички одговорните луѓе. А понатаму како ќе се креира законот и како ќе се менува, тука апсолутно се согласувам и дебати. Затоа што имате примери каде што функционира со еден човек, каде што не функционира. Имате примери каде што функционира со повеќе луѓе, и затоа што треба да се процени во Македонија. Ако постои политичка волја дека ќе се менува моделот, тоа е секако одлука на политичките елити. А најверојатно после ова се и после сите укажувања ќе треба да се смени моделот. Треба да им се укаже на луѓето кои што ќе се јават на огласот дека најверојатно нивниот мандат нема да биде оној кој што е предвиден во постоечкиот закон кој што ќе се менува. Оти како што ќе се смени законот, се едно кој модел ќе се прифати, тоа ќе значи дека таа нова ДКСК ќе престане со својот мандат и ќе се оди кон нов избор на членови или члени. Мислите преодна комисија да се направи додека не се смени законот? Да вака народски кажано преодна, таа де јуре ќе си биде најформално правна, но да се укаже на сите кандидати што ќе кандидираат. Може да ви се случи, а мора да се создаде. Не смееме да оставиме, знаете што, еден закон со сите јавни дебати како што еве невладините бараат да се дискутира за процесот, да сите решенија да се усогласат меѓу, да биде целата јавност инволвирана, стручна јавност инволвирана, минимум 6 месеци ќе треба, па со нефункционалноста на собраниево, може и повеќе за да се донесе законот. Миша, ме чуди фактот, Државна изборна комисија нема разрешени се поради скандал кој го обелодени Бејли. Нема членовите на ДКСК ќе бидат во оставка. Правно невалидни ќе бидат нивните истражувања. И со тоа ќе бидат на некој начин, можеби, невалидни, тие се уште не стигнале до таков состав. Ова е само во процесот еден документ. Да. А од трета страна пак се случи промена на власта и некако ми личи дека се менува одеднаш, се смени. Составот на ДИК се сменува, составот на антикорупцијска комисија, прашање дали ќе се смени составот на Совет на јавни обвинители поради скандалот кој што исто така мораше Бејли да го обелодени. Да, само судски совет го чека законот. Меѓутоа она што ми прави нелагодност е упорноста пак на политичарите да биде сменет овој состав. Веднаш кога се објави аферата, ОЈО покрена постапка, апсолутно не спорам дека тоа беше скандал. Меѓутоа Ремински порача ако антикорупцијската не поднесе оставка бидејќи не заслужува да останат понатаму ниту еден ден, тогаш парламентарното мнозинство ќе покрене постапка за разрешување на комисијата. Некако сето тоа за 24 сати. Значи вака, Македонија беше оценета како заробена држава. Со промена на власт, една од работите за да вие направите функционални институции кои што ќе заличат на нешто, е всушност да ги смените оние што ние ги нарекуваме чувари на портата, кои што чуваат некој на некаква позиција. Тука се луѓе во ДИК, тука се луѓе во ДКСК, луѓе во јавното обвинителство,
и така натаму, и сите тие треба на некој начин да си понесат одговорност. Така што мене не ме зачудува потребата за промена на луѓе, заради тоа што тие луѓе доведоа сите тие институции кои што треба да спречат корупција, не ја спречија. Меѓутоа тука всушност ако да не се искористи за политички моментум, затоа. Тоа е секогаш едни да отидат, други да дојдат политизирани. Затоа велиме дека мора и надворешни страни да учествуваат барем во надледување на процесот и коментирање на тоа како ќе се бираат и кои луѓе ќе се изберат на овие позиции. А веќе ако збориме, ако го земеме примерот со иако ова се уште не е правно валиден документ, констатираниот судир на интереси во Советот за јавни обвинители, тука е јавното обвинителство кое што може да го преземе по допрен глас. Како што го превзема ова што го напиша, сакам да кажам. Случајот, исто така како што го превзема од кај вас. Така што функционалноста на системот ја гледаме низ повеќе институции, затоа што идејата и на поделба на власт и на ограничување на институциите помеѓу себе е всушност да не се дозволи една институција да може да преземе се и на крајот на криштата кога ќе биде злоупотребена да биде голема опасност по демократијата. И за волја на вистината, господи Лупеска, еве на пример јас мислам дека перцепцијата на јавноста во Македонија е сосема спротивна од вашата констатација. Вие велите се менува многу брзо, поменувањето на власта, некако од она што го читаме по порталите, по социјалните мрежи, од непосредните разговори с луѓето меѓу себе, имаат сосема обратен впечаток дека ништо не се менува. И ова што Ременски го најавила на пресконференција, после еден скандал кај антикорупционерите дека се пронаоѓа корупција, јас би била разочарана од било која власт ако не го најавеше тоа. Дека бараат нивни оставки, а во спротивно ќе ги преземат сите механизми и ги разрешат. Колку не сум убедена дека нема и политички мотиви во сето тоа. Тие да си дадоа оставка, факт е тоа. Јас не знам ниту една власт која што така лесно ќе се откаже од инструментите и ќе сака сите антикорупционери да бидат сега од опозицијата за нив да ги гонат. Тоа во Македонија не верувам дека може да се случи. Согласувам за тоа, меѓутоа еве платформата на граѓански организации бараше, например, до парламентарното мнозинство да не се усвои годишниот извештај на ДКСК. И тоа помина така. И тоа не се случи, не беше воопшто ставен на гласање, например. Да, имаше што е многу чудно. Да. И тоа беше многу поголемо разочарување за сите нас, отколку ова што излегува потпредседателката на собрание и вели или поднесете си оставки заради скандалов, или ние ќе ве разрешиме согласно механизмите што ни стојат на располагање. Околу конфликтот на интереси на председателот на Советот на јавни обвинители, за прв пат имаме пред некој ден каде што заменик министер за правда вели тој треба навистина си како негов личен став, не може да го каже тоа од позиција на министер или заменик, но тоа е во ред бидејќи долги месеци беше се пасивно од власта се смени, а оние што од кои што беа заробени институциите не се менуваа. И затоа го напомена во вашето излагање судскиот совет. Само за судскиот совет немаме никаква реакција од власта дека треба да ги преземе сите механизми. На судскиот совет во телото што ќе битно е, самиот судски совет не се менува, составот му останува исти, не се изнаоѓаат механизми како тие да бидат сменети. Меѓутоа Советот на јавни обвинители не се менува затоа што се сменија членовите. Еве поранешниот адвокат на Зоран Верушевски ќе биде член на Советот зашто имаше забелешки опозицијата и уште еден адвокат. Проблемот кај Советот на јавни обвинители што не почекаат да се комплетира составот, па да гласаат и да се изземат од било какво гласање. Значи овој состав не го раководи Аневски, овој состав го води Коле Штериов, кој е назначен во времето на СДСМ и мислам дека бели тоа и затоа и го посочи. Истиот тој СДСМ преку заменикот министер за правда вели треба да се замине. Пасте тоа не се случило во минатото? Апсолутно, и тоа е позитивно, меѓутоа зборувам дека не е работата да се сменат едни за да дојдат други од друга политичка партија. И заради тоа ама баш заради тоа мора да се гледа во случај по случај. Заради тоа што и за мене беше очекувано дека со промена на власт, оние институции кои што потфрлија ќе бидат ставени под некаков притисок да си поднесат оставка, затоа што имаме низа на докази дека тие потфрлиле во својата надлежност. А зашто се таму, ако не да ја работат својата работа? И дури би рекол, ова е доцна. Да вие после колку време, значи 8 месеци,
всушност соберете сила и да побарате оставка. Па да, 2 месеци ако бил Така е. извештајот готов, дури сега свиркачот се ухрабил. Имало Добро, други тој бил причини, интерен. имало и други причини кои можеле да се Во отворат. јули се разгледуваше годишниот извештај на ДКСК Така, и тогаш во собрание. И тогаш така некако срамежливо беше Мисля, че и критика. пратеничко прашање му беше поставено на господинот И Антуров. во комисијата имаше поголема расправа, меѓутоа на пленарна седница немаше некоја видлива реакција за тоа како парламентарното мнозинство ќе се постави по годишниот извештај. А пазете, тој беше прилично контроверзен годишен извештај. Ана каков е веројатно чувството како навистина позитивно кога ќе добиеш таков документ во раце и тоа е добро, меѓутоа од друга страна сведоци сме и како новинари дека некои работи мораше да ги каже американскиот амбасадор Бейли. Тој кажа што се случувало со составот на Државната изборна комисија околу дневниците што си ги поделија. Тој кажа конкретно, иако пред тоа го обелоденија медиумите, што се случи со Советот за јавни обвинители и даде храброст на новинарите за тоа да опишуваат. Зошто мора Бейли да излезе во јавноста за да се потегнат овие прашања? Тука некогаш и ние треба да бидеме самокритични зошто не сме истражиле до крај. Да, зошто не сме истражиле, меѓутоа и многу тешко беше изминатите години да се истражи. И многу тешко се доаѓаше до информации, многу тешко луѓето се осмелуваа, макар и како си виркаш, како во случај да ти дадат информација или да ти ја кажат само усмено, а камо ли да донесат писмен документ за таа информација. Сега мислам дека малку се полабави работите од тој аспект, можеби затоа почна да излегуваат повеќе информации и во јавноста и ние новинарите послободно мислам дека можеме да работиме. Порано се случувало кога се јавиш за само да поставиш прашање, добиваш одговор зашто го поставуваш тоа прашање, па за 15 минути се јавуваат да не го ни пишуваш тоа прашање, одма се јавуваат кој редникот. Така да мислам дека сега малку е по слободна тој терен за работа на нас новинарите и за истражување. И мислам дека и луѓето се поради тоа дошол можеби до овој документ, свиркачот собрал храброст да достави сега во овој момент и ваков документ. Она што мора да се признае дека кога јавноста ќе ги покрене прашањата и кога ќе биде на социјалните мрежи во толкав обем нешто дискутирано, тогаш навистина има ефект. Например, пример за тоа е разрешувањето на директорот на Агенцијата за туризам, кој што под притисок на јавноста заради неговите трошоци владата по известно време го разреши. Еве тоа беше еден позитивен пример. Јас имам впечаток дека овој пат не може туку така да поминат работите. Ако јавноста притиска, тогаш ќе има некако согласувам. Имаше и случај со Министерство за култура за комисиите што за годишната програма што беше тука, имаше случај кога се повлекоа членовите од проектите по притисокот во јавност. Да, меѓутоа тука е проблемот. Затоа што всушност ние треба да ја работиме работата на институциите. Се уште за жал се уште се гледат и работи како нивно место да може да прават што сакаат. Значи во 2013 година Институтот за демократија направи една анализа дали антикорупцијскиот модел носи резултати во Македонија и гледавме со Хрватска и Литванија кои се причините за успесите и неуспесите таму. И всушност ние во анализата покажува всушност дека нема еден модел и дека еден модел што е успешен или неуспешен, него зависи најмногу од 4 работи. Дали има ЕУ условеност, тоа е дали Европската унија бара антикорупцијска активност во државата. По Македонија тоа и како е точно, заради тоа што главно и за стратегијата за проширување на Европската унија, тоа е еден од главните барања. И сега одиме кон трите други каде што ние во Македонија до сега покажуваме дека на институциите кои што треба да се водат против корупција не се на ниво на задачата. Луѓе со интегритет требаат и се случувало во други земји политичките елити, мислејќи дека ставаат некој човек што е слаб, кој што нема интегритет, всушност да се излажат и всушност тој човек да е шампионот на борбата против корупција. Кај нас ретко. Кај нас тоа не се случува. Обично ги штитат тие што ги поставиле. Доаѓа и тука е прашањето кои луѓе би застанале во иднина на челото на државната комисија. Третото е капацитети. Рековме има добра стручна служба во комисијата, меѓутоа се на отприлика 50% од капацитетот. Значи таму работат 24 луѓе, а треба да работат 50-тина. Затоа што
борбата против корупција е целата работа е работа тие служби, ништо не работат членовите на комисијата. Има и други проблеми. Не идат на работа воопшто, како што беше и во извештајот посочено дека не доаѓаат воопшто на работа. И на крај последното е колку успешно комуницира ова тело со јавноста. Односно колку всушност ја го користи капиталот кој што доаѓа од јавноста, од јавната поддршка за путне, бидејќи вие морате да се избуткате со моќни фигури. И не зборам само за моќни фигури во политиката, зборам во бизнис елитите кои што и текако движат во Македонија кој каде треба да стои на која позиција во дури во гранките на власта. Пауза за реклами и потоа би сакала да поразговараме и за она што е актуелно, а тоа се парите што ги земаат претениците во однос на патните трошоци и како генерално може да се како се согласуваат сите претеници секогаш кога нивните пари се во прашање. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Еден момент е исто така интересен во однос на тоа како се дава оставките од членовите на Државната комисија за спречување на корупција. Првиот Миленков кажа дека поради здравствени причини, председателот поради здравствени причини, останатите членови поради здравствени причини, Жаклина Адамчевска поради медиумскиот притисок. Еве каков е на впечатокот одеднаш се разболеа сите членови на антикорупцијската комисија. Зошто во Македонија ниту еден функционер му е многу тешко да каже да, под притисок на јавноста, јас ќе заминам од оваа функција, затоа што е коректно да заминам со еден ваков извештај. Тоа ми е мене поразително. Тоа ми е поразително и тука само ја гледаме штофот од кој што материјалот од кој што се направени сите луѓе на државна функција. Години, децении назад реално, не е тоа само сега. Значи, оставките на антикорупционерите после скандалот, кој совршено е јасно дека го даваат од политички причини, предизвикани заради невршење на функција, идат со здравствени или според некои укажувања на последната господјата со службената белешка има дадена оставка заради политички притисок, што е бил вршен и притисок од медиумите, ако е тоа точно. Поразително е тоа што не може, кога веќе се поднесува оставка, доблесно да се излезе пред јавноста да се каже јас навистина сум грешил, дури да не сум знаел, дури да не сум мислел дека грешам. Мене сега јавноста ми укажува, експертската, случната, политичката јавност, како сакате, и од тие причини ставам крај и се извинувам на граѓаните. Им се извинувам како што го прават тоа на запад и кај нас ми се чини се случи заради еден инцидент на директор на еден театар кој стварно ја призна вината, се извини за срамот што го нанел на институцијата, на установата со која што раководеше. Сега скоро беше тоа и беше многу кратко. И тоа стварно некако тогаш и му простуваш и си велиш во ред, сгрешил, ја признава грешката и не бараш понатамошни санкции. А после оваа фарса, со право луѓето велат, што ни значат нас вашите оставки од здравствени причини или од било какви причини? Парите се земени и парите се трошени од буџет, од граѓаните. Ке ги вратите, кривично ќе одговарате? Токму тоа ми беше и следното прашање, Миша, она што се случи со Државната изборна комисија, прашањето на враќањето на средствата во буџетот. И тука може да се постави. Ана, дали има колку пари се потрошени, колку треба да вратат, дали има сублимат на тие средства? Не знам, до сега мислам дека имаше објавени беа сумите на пари кои што беа потрошени што се вратат, меѓутоа се заврши со тоа да бидат колнетени или медиумите што ги објавиле сумите на пари, а не со став и да се извинат и да ги вратат средствата. Дури мислам дека директорот Александар Донев немаше Да, требаше да врати да припреме на соба и дури после тоа кога поднес оставка немаше онаква како објаснување, дури имаше еден Facebook статус во кој што повеќе се правдаше отколку што се извинуваше на јавноста. Да, не се извини на јавноста, баш веднаш по разрешувањето на Facebook имаше статус во кој што повеќе се правдаше отколку што се извинуваше, а не знам дали ги врати парите, велеше нели дека после немало начин како да се вратат тие средства. Да, зашто нема обврска законска да се вратат средствата што се земени од друга страна? Мислам, тоа е едно прашање кое навистина заслужува внимание. Некаде помалку, некаде повеќе пари, меѓутоа фактот дека се потрошени буџетски пари. Таму каде што се злоупотребени пари, си има начин како да се повратат тие пари. Прашањето на добра волја беше кај Државната изборна комисија дали ќе ги врати парите, а сега тука ќе видиме треба истрагата да покаже. Таму се констатирани неправилности. Така што не е случај како, не знам, недомаќинско работење во смисла на, не знам, купување карти
за бизнис класа, него е злоупотреба на буџетски средства. Затоа се занимава И тие со нема, мислам, не е прашање на враќање од добра волја, но прашање Дали на си потрошил како... помалку или повишен отворен тендер, него ненаменски си ги трошил буџетските средства. Видете, се разбира дека може и на добра волја да се врати разликата во пари за кирија што реално си ја плаќал и она што државата ти го давала. Тоа може да го направи секој и да го уплати во буџетот. Понатаму веќе кривично дали ќе се одговара или нема да се одговара, ќе се установи вина или не. Ама може да се каже, ја стварно добив од владата пари. Владата имаше добра волја и ми даде 350 евра месечно. Таква одлука донела. Но со оглед на тоа дека договорот за кирија мој изнесува 150 евра, јас тие 200 евра во години две наназад, да речеме, ќе ги вратам. Не, ама обратно јас би рекол, таа разлика која што е непокриена со сметка, таа е злоупотребена. А тоа си е башка велам, паралелно на тоа, ако има кривично... Добра волја е тие пари што му се дадени као кирија, као што реално се потрошени, тие да ги врати, тоа би било на добра волја. Затоа што има толкава плата, а плаќа... Ќарува пари на кирија, што се рекува се даваат пари за кирија. Она за што сите функционери се согласуваат, а типичен пример е парламентот, е патните трошоци. Оние топ листи што ние на новинарите ги вадиме, кој е на прво место овој месец по земење на средства и слично. Имаше примери сега, пред 2 дена, со пратеничка на СДСМ, која што исто така е на топ листата прва во однос на земените средства и која што всушност ја заменила Бонева. Само се менуваат лековите, другото станува се исто. Тоа, какви се ефектите од тие написи, прашањето? Печатокот до сега е таков, дека само се менуваат луѓето, работите остануваат исти. Не гледам некоја од власта, некоја поголема ангажираност околу промена на законот и за намалување на патните трошкови. Се сведува само на дури некои од пратениците, денеска читав некои изјави каде што обвинуваат како би живееле со толку пари во Скопје ако не би биле патните трошкови, трошаци. Така да мислам дека за тој поглед работите остануваат исто, само се менуваат. Дури вечер имавме и случај со Општина Центар, каде што како што го објавивме, каде што мајка советничка од вчера синот почна да работи во Општина Центар како раководител, шеф на јавни набавки. А мајката е советничка? А мајката е советничка во советничката група која што е во советот, има мнозинство, синот станува шеф на јавни набавки. Значи јавни набавки служба која што ги врши сите нели тендери. Таа може да гласа за... Таа ги гласа одлуките кои што ги носи градоначалникот и според нив нема тука никаков конфликт на интереси и се продолжуваат такви да функционираат, такви постапки да итераат и понатак. ДКС како ќе каже кога ќе се состави. Да, кога се состави, да. Сега не може за жал, па затоа останавме без одговор по тоа прашање. Да, зошто ние новинарите, факт е дека сме тие што тоа ние работи, треба тоа го истражуваме, ефектот особено за овие патни трошоци на пратениците никако да го видиме и никако да се најде решението, дури и премиерот вчера не беше јасен дали ќе се купуваат автомобили, што ли ќе се прави, се уште се бере решение. Зошто е најтешко да се реши ова прашање? Зашто има мнозинство веројатно согласно со веројатно има согласност, да, и секогаш го има тоа покритие дека ете таков е законот, тие пари се толку наменети, меѓутоа со оглед на тоа дека има голем интерес кај јавноста и да речем реакции постојано на тоа колку пари за пратни трошоци се зимаат, мора да се реши тоа побрзо и стварно е чудно што нема поголем интерес што побрзо да се реши. Како и да е, пратениците мора да им се обезбеди да бидат присутни онаму каде што се избрани. Зборувам се конкретно за надвор од Скопје и можеби еден од начините како да се работи подомаќински, системски зборам. Значи до сега пратениците можеа да се организираат и подомаќински, значи да заедно да патуваат, да ги намалат со тоа трошоците и така натаму. Можеа тоа да го направат, не го прават. Меѓутоа што не ги порачуваат заради загадувањето да патуваме повеќе луѓе во автомобили, да не одиме сами на работа. Да. Меѓутоа едно од решенијата веројатно е работење на собранието во сесии. Тоа нешто повторно се врати на агенда, мислам дека вчера и го прочитав. Да, заради трошоците на седница и не е само тоа, значи има сосема добро решение и се заговараше и пред некое време. А тоа е всушност вие да направите една предвидливост на законодавниот процес. Што значи тоа? Тоа значи дека се знае во кои месеци од годината се носат закони, се знае во кои месеци од годината има комисиски расправи и се знае во кои месеци од годината пратениците работат со
граѓаните, односно со тие што ги Меѓутоа еве законот за јазиците е типичен пример дека тоа во Македонија многу тешко би. Да, меѓутоа сега зборуваме за некои понормални услови во кои што сепак можеби многу добро решение и така владата ќе се знае кога може да се предлагаат закони, кога стигаат законите од влада. Не може владата така лесно да им нафрла сега на собранието па да очекува дека за недела дена ќе се донесат не знам колку измени. А истовремено ќе можете и да се проектираат подобро трошоците. Ќе се знае дека за тие денови кога се заседава во Скопје треба да се најде сместување за толку и толку пратеници. Значи има начини, има Меѓутоа, државен функционер има право на дневница, на патни трошоци и сето тоа, и на тоа се повикува дека се е законски. На времето од 91 од осамоставувањето пратениците не мора да бидат професионалци. Во смисла можеше во исто време да се врши и друга работа и да се биде пратеник. И тогаш можеби ќе држеше ова вашата аргументација околу начините на држење на сесии и така натаму. Откако како и за член на ДКСК и за пратеник станува професионалец. При тоа се ограничени сите можности да работат било што друго. Професурата порано беше изземена од 2013 и тоа е забрането. Не смете да бидете професор, не смете да влезете да менторирате докторант, не смете да влезете на предавање од 2013. Па натаму ако сте пратеник, тогаш стварно се поставува прашањето како тоа очекуваме често да не бидат постојано таму, освен во петоци. Во петоци собранието нема седници и тогаш треба тие да имаат контакт со граѓаните што ги бирале. Вчера слушав едно излагање на професор Давидковски на истата телевизија која вулгаризираше реалноста ја вулгаризираше и вели со кои граѓани треба да имаат пратениците контакт со оглед на нашиот изборен модел. Тие се на листа од пратеници. Но велам, вулгаризирање и окей. Законити се тие земања на пари, со исклучок на оние каде што обвинителството најде, мислам, кај една пратеничка од минатиот состав, дека ако има лажни да се биле лажни, тоа не знам, километражата била мерена на возилото и така натаму, и тоа е веќе сторено кривично дело. Иначе, ако нема кривично дело, ако не се лажни патарините, ова е се законито, јас се согласувам, но тука исто доаѓа до израз добрата волја. Кога го гледаш јакиот притисок на граѓаните со кои што треба да комуницираш и заради кои што патуваш, нели заради нив патуваат и гледаш дека се тие незадоволни од парите што ги зимаш. При тоа критиките погледнете по социјалните мрежи. Се критики насочени кон своите пратеници, нивните гласачи, членовите на партијата ги критикуваат собствените. Да, тоа само ги истакна на топ листата дека некој од СДСМ ја замени пратеничката од ВМРО. Сега само за тоа не дошла критиката на јавноста не влијае. И критичарите се највеќе граѓански организации, обични граѓани, активисти кои се токму членови на СДСМ или поддржувачи на СДСМ, што е добро. Кога го чувствуваш тој притисок, тука треба да покажеш добрата волја, па не ги поднесувај тие патни трошоци. Не ги поднесувај сите за цел месец, пошто се енормни, знаеш дека се енормни и знаеш дека од нив се заработува. Зборам само за пратениците на внатрешноста, за разлика од нив, огромна диспропорција помеѓу скопските пратеници постои. Некои пратеници се од Скопје и постои голема диспропорција, некои ако велите дека не е професионалноста, не значи заработка и за време на мандат од 8 години да заработиш за 2 стана во Скопје. Значи очигледно дека некои пратеници така ја сваќаат функцијата и затоа се пратеници. Да потенцирам. Во минатото ова е одредба што постои години децени и се користела. Ваков притисок почнува од оној момент, ако сте приметиле од јавноста, уште и пред смената на власта. Во 2012, да кажем дека направив првата емисија со Бонева во однос на незините први трошоци. Ама јавноста целосно да биде разочарана и кон едни, и кон други, и кон трети, и пратеници од ДУИ, од СДСМ и од ВМРО, се едно да бидат на мета на граѓаните, почнува од оној момент кога реално парламентот станува неефикасен и нефункционален. Кога имате моќен парламент со целосна супремација на извршната власт, јас не мислам да идеализирам, секогаш извршната власт има супремација во Македонија. Но колку и да е таа јака и моќна извршната власт, кога имате добар пратенички состав на ниво на цело собрание, кога има дебати, кога имате пратеници што се борат за говорницата и за она за кое што партиите ги испратиле и граѓаните ги гласале, јавноста тогаш и не им замера што земале патни трошоци. Кога имате нефункционален парламент, кој не носи закони, не учествува и бойкотира во подолго време пратеничка група. Оние од власта исто така не можеш да ги пронајдеш како говорници што ги бранат политиките на власта. Така и ги препознавме ние новинарите, не сме ги виделе на говорница, а земале пари. Тогаш е проблемот, значи неефикасноста на собранието и на пратеничкиот состав доведува до сето ова. И само една тема која не е воопшто во јавноста отворена, а постои, убаво се позанимаваат и политолозите и новинарите и правниците со темата е следна. Има законска одредба според која кога се бойкотира, кога тоа е демократски механизам, да не сакам да влезам во собрание и со тоа го покажувам својот револт на политиките на власта.
тогаш, според нашите законски одредби, пратеникот треба да земе само 30% од платата. И тоа се случи со пратеничката група во 2013, кога после 24 декември бойкотираше, пратениците земаа неколку месеци 30% од платата, тоа е стварно многу малку пари. После тоа, секое бойкотирање од страна на председателите на собрание, и на председателот Трајко Вањански, и на председателот Талат Џафери сега, не се применува одредбата. И тие не се казнети со 30 казнети. Тоа е според војна законска одредба, току земаат полна плата, уште гледам и патни трошоци, а го бойкотираат собранието. Добро, тие велат дека одат на работа, не учествуваат само на парламентарните сесии. Сублиматот очигледно на оваа дебата би било ако имаме моќни институции како што се антикорупцијската комисија, тогаш многу работи од ова и не би се случило. Јас сметате ли дека оваа промена на составот би значило примена на модел кој на вистина ќе доведе до една квалитетна антикорупцијска комисија? Ние не можеме да зборуваме и нема време веќе за модел како што е во Хрватска, каде што има навистина огромни надлежности и за истраги и слично. При нас јавното обвинителство за организиран криминал и корупција има дел од надлежностите што ги има УСКОК во Хрватска. Што е тоа што може да направи успешна антикорупцијска комисија? Луѓе со интегритет и фокус во работата, затоа што вие имате многу корупција и ако вие се фокусирате на оние што злоупотребуваат огромен процент од парите што генерално се злоупотребуваат со корупција, тоа е тоа што вие ако административната корупција ви е 10% од злоупотребените пари и вие се фокусирате на тоа, пропуштате 90% од злоупотребата на парите во високата корупција. Значи фокус исклучиво на висока корупција. Крупните риби во политиката и тој фокус треба да биде поддржан со голема аналитички капацитети. Вие видите јавното обвинителство и Државната комисија за корупција имаат малце луѓе, а специјалното јавно обвинителство има 8. Да, ние тоа го видовме и преку извештаите и буџетите што беа дадени. Десетици луѓе кои што работат само на еден тип на случај. А овие две институции треба целата останата корупција во државата да тие паралели ги направивме во однос на финансиите и буџетот, ако е намален буџетот на државната изборна, на Државната комисија за спречување на криминал, за корупција, тогаш е навистина пак и невложување средства за борба против корупција. Консултанти за финансиски криминал, аналитичари на големи сетови на податоци, сето тоа им се потребни на овие две институции, на ДКСК и на јавното обвинителство, за успешно да се справат со корупција. Ви благодарам многу што бевте гости на Топ тема на ваша страна. Се надевам дека овие забелешки и од граѓанскиот сектор, од новинарите и вас како професор и како представник на државата во ГРЕКО ќе доведат до тоа да навистина се смени моделот и имаме една функционална државна комисија за спречување на корупција, за која што нема да се, ако се навратиме еве низ годините, видовме дека не само еден состав, туку речиси 5 состави не работеле функционално. Ви благодарам за вниманието. Во 21:30 со Боријан Јовановски ќе биде председателот на Советот за јавни обвинители Колеш Теријов, кој што го зборувавме еве и во оваа емисија, за кој што има службена забелешка од членот Жаклина Дамчевска дека постои судир на интереси во однос на избраниот кандидат Марија Ѓорѓева, која е внука на неговата сопруга, па да видиме што тој ќе одговори. Останете со програмите на ТВ.